отвореното студио на телевизија Сонце разговараме со Дарко Симуновски, експерт во сегментот на криптовалути од нашава држава, човекот кој што пред година дена го предвиде растот на криптовалутите на светскиот пазар, особено на биткоинот, а посебно беше доста интересен пред некои 4 или 5 месеци кога најави дека биткоинот ќе отиде над $100,000, што веќе се оствари како реална прогноза. Даре, добро вечер во програмата, во отвореното студио на телевизија Сонце. Мило ми е што се одважи да бидеш дел од нашава програма Отворено студио. Добро вечер, поздрав за сите гледачи и фала за поканата. Само накратко ме интересира ова што се случува со криптовалутите денеска, посебно на светските берзи и периодот наназад што помина по прогласувањето по официализирањето на победата на Доналд Трамп на претседателските избори. Дали ги надмина и вашите очекувања за растот на криптовалутите? Види вака, јас за мене не се надминати очекувањата, секако очекував без најавата на Доналд Трамп, очекував над 100,000 за крајот на 2024 година. Тоа беше сосема очекувано за мене, но меѓутоа тоа што го најави Доналд Трамп дека биткоин ќе го прави како дел од националните резерви на САД, дефинитивно даде една позитивна атмосфера во криптопазарот и тоа дополнително даде можност за цените да одат нагоре и да гледаме нови рекорди на биткоин. Последно кога проверив беше $107,000 за еден биткоин. Вртоглав е растот на биткоинот. Меланија Трамп објави своја криптовалута. Дали треба да очекуваме една експанзија на криптовалути и дали тоа ќе можеби ќе изголеми шпекулациите на пазарот, па и многу луѓе да заглават во неизвестности, да речеме? Така. Јас на оваа тема и затоа ја напишав мојата книга Фундаменти на криптоиндустријата за луѓето да можат да се едуцираат и да ги увидат разликите меѓу криптовалутите, затоа што меѓу нив има 3 главни класи и тие класи имаат подкласи, која криптовалута во која класа спаѓа. И со тоа исто така може да се увиде дали вреди да се инвестира во одредена криптовалута. Пример, јас во тие меме токени како Трамп, паричката што замина преку ноќ многу горе и некои слични меме токени, јас лично не инвестирам и препорачувам на сите што се сериозни за инвестирање, а не за шпекулирање и за денски тргување. Ако сакаат да бидат инвеститори, треба да бараат проекти што имаат силни фундаменти и што даваат нешто назад за општеството во реалниот свет со нивната технологија. Така да тоа е главно што можам да им порачам. Факт е дека криптопазарот е се уште во рана доба каде што ќе има масовна и светска адаптација, односно прифаќање светско. Се уште сме некаде на 600 милиони луѓе корисници на крипто и од таа бројка очекувам да продолжи вртоглаво да расте дури побрзо од интернетот. Така да овие работи сите се поврзани и кога ќе ги согледаме работите дека светот оди де факто кон дигитализација и едноставно треба да свата луѓето дека највредното нешто денес на светот е информацијата. Инаку самите криптовалути тие представуваат дел од информација и тие се наоѓаат на блокчейн технологија и што се однесува за биткоин за националните резерви, сметам дека тоа ќе биде многу позитивно во оваа година за криптосветот и штом се оствари тоа ветување од Трамп, очекувам биткоин да биде над $250,000 за следната година. Ме интересира само накратко базата на која што се темели биткоинот, бидејќи знаеме дека нели сите светски валути имаат одредена база на која што се темелат. Доларот тука е пред се на златото и на енергенсите кои што ги има Соединетите Американски држави. Кина својата валута ја темели на растот на извозот, Русија ја темели на гасот и така натаму. Па на што се темели биткоинот и на што се темелат останатите валути? Која е нивната сигурност и дали биткоинот треба да очекуваме да го замени доларот или доларот ќе остане подлога за биткоинот? Така. Одлично прашање, Игор. Јас тоа сакам сега да
да им кажам на сите дека биткоин не е само криптовалута, како што самото име зборува валути и тоа обично на секој еден што не е запознаен, одма му сугерира на тоа дека е само за плаќање валута. Морам да појаснам за сите. Криптовалутите представуваат нова класа на финансиски средства. Исто како акциите, да речеме, само во една повремена и во дигитална форма. Значи тоа представуваат, тие се нова класа на финансиски средства и може да се наречат исто како дигитални средства. Сега, главната дистинкција кај криптовалутите, односно биткоин со другите популарно наречени алткоини, односно алтернативи на времето се нарекува на биткоин и затоа тука излага тоа име алткоини. Значи биткоин, главната дистинкција со другите криптовалути е што е најдецентрализирана и најсигурна мрежа на светот. Биткоин е посебен затоа што тој е симбиоза на 5 главни елементи, а тие елементи се технологија, затоа што биткоин го има таа технологија и се постои на таа технологија, блокчейн технологија. Тоа дава на таа блокчейн технологија нас ни дава една сигурност и безбедност за сите учесници во мрежата и со тоа фактички де факто вториот елемент, односно енергија, потребно кај биткоин е енергија за мајнирање, односно рударење на криптовалути, но меѓутоа тоа да појаснам за гледачите зошто тоа се случува, затоа што фактички сите тие мајнери ја обезбедува мрежата и со тоа го прават најсигурен. И тоа е вториот елемент енергија што спомнав. Третиот елемент е економија. Зошто ова го зборувам? Затоа што ние имаме држави како Венецуела, каде што нивната валута е во тотален распад, има таму хиперинфлација веќе со години, хиперинфлацијата е над 500%, така да нивната фиат валута во таа држава на тие луѓе воопшто за нив нема никаква валидност, никаква вредност. Единствено нешто за тие луѓе да продолжат да функционираат во нивната економија е преку биткоин. Тоа се случи и во Либан, се случува во Иран, се случува меѓународни трансакции што ги правеше Русија и Иран, затоа што Русија и Иран беа банирани, односно забранети од SWIFT системот. Така да, значи тоа е економија, односно третиот елемент, а четвртиот елемент дефинитивно е математика, затоа што е точно утврдено дека ќе постојат само 21 милион биткоини во светот, постојат отприлика 8 милиарди луѓе, така да можете да претпоставите дека кога ќе дојдеме барем до пола на 4 милиарди луѓе кои што ќе имаат крипто, секој ќе сака да има дел од биткоин и секоја институција ќе сака да има дел од биткоин и секоја паметна влада на време што би го направила тоа ќе сака да го има. И тоа е заради таа математика што ја има, затоа што е утврдено дека ќе има само 21 милион биткоин, моментално се испуштени 90% од таа залиха на биткоин. И последниот елемент дефинитивно е имот. Зошто тоа го велам? Затоа што замислете да имате вие имот што не е унишлив на пожари, имот што не може да биде земен од вашата влада, од некој диктатор, предпоставам, некаде во некој свет, не зборувам конкретно за нашата влада, како и да е, значи тоа представува исто така и имот, затоа што тој имот можете да го префрлите кај што сакате и ако и да си купите таму во тоа трето место имот. Така да, кои ќе ги видиме овие карактеристики на биткоин, сваќаме дека биткоин е посебно финансиско средство и дека треба секој да има барем едно мало делче од тоа биткоин да се бори да го има. И зошто исто така би кажал дека не може да се напреварува со валутите, затоа што државите имаат веќе издадено фиат валути, фиат валутите и понатаму ќе постојат, но меѓутоа треба да разберат, особено по старите генерации, дека фиат валутите, односно денари, евра, долари не се за штедење, тие се за секојдневна употреба, односно купување на продукти и услуги. А ова од друга страна биткоин нека се свати како дигитално злато и така да со златото што правиме, го штедиме, го чуваме среброто, златото, така да и биткоин може да влезе во оваа класификација. Поблиску е до комодитет него до валута.
На самиот крај од овој наш разговор, Доналд Трамп рече дека тој ќе биде председателот на дигиталните криптовалути или председателот на дигиталниот свет. Во силна спрега е со Елон Маск. Што треба да очекуваме во текот на неговото владение и дали треба да очекуваме уште позасилена американска економија и позасилено американско влијание во светот врз основа на финансиската независност? Јасно. Дефинитивно носење на правилни регулативи, што ќе бидат позитивно за блокчейн технологијата и за сите иновации што се поврзани со блокчейн технологијата, односно криптовалутите. Значи, сето тоа би било многу позитивно за било која држава што би ги довеле тие законски рамки за да може да се олесни трговијата во криптовалути во реалниот свет. Од тоа дефинитивно сите ќе имаат бенефит, затоа што едноставно со тоа се зголемува ликвидноста на фиат валутата во таа земја каде што постои. Ако се регулираат кај нас конкретно, може да се донесат нови инвестиции. Сега, во случајов на Трамп, вашето прашање беше, овај пат дефинитивно Трамп е наоколу со луѓе што се во криптоиндустријата, луѓе што се во технологијата, луѓе што се предприемачи и конкретно работат во таа сфера. И сигурен сум дека ќе бидат донесени низа на многу позитивни законски измени во САД, каде што ќе се возможи как нешто да функционира нешто слично како Дубај, да може за секој еден предприемач што е во блокчейн технологијата да може да отвори, да стартира фирма таму и да работи без никакви дополнителни пречки. И секако даночните политики што Трамп планира да ги измени. Исто тоа ќе придонесе и секако за биткоин национални резерви, затоа што биткоин е локомотивата на криптоиндустријата и де факто биткоин е најдоброто финансиско средство што може некој да го поседува. Тоа Трамп го знае, екипата и луѓето експерти околу него тоа го знаат и тие ќе сакаат да земат поголем дел од колачот на биткоин се додека се оди на ова багателна цена. Благодарам многу за одвоеното време. Се извинуваме вака што ве фативме во автомобил. Се надевам дека и понатаму ќе имаме можности да разговараме и особено ќе следиме финансиската политика на Соединетите Американски држави во делот на криптовалутите, што е ваша специјалност. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам за поканата.